Зголемен е интересот на родителите за вакцинација на децата со вакцината МРП откако во Свети Николе беше регистриран случај на заболено 13-месечно дете со морбили, информираат надлежните од детски диспанзер Тоде Мендол, здравствен дом Куманово. Дел од родителите ја одложуваат вакцинацијата чекајќи детето да прозбори и да прооди, или воопшто не ги вакцинираат децата. Според податоците, Куманово спаѓа во општините каде што постои низок опфат со МРП вакцината, вели доктор Валентина Богоевска-Димитриевска од детски диспанзер Тоде Мендол. Таа појаснува дека вакцината е безбедна, без несакани последици по здравјето на децата, а доколку родителите сакаат нивните деца да бидат здрави, редовно да ги имунизираат. Опфатот, значи, за МРП вакцинацијата, конкретно во Куманово, е многу мал. Значи, спаѓаме во една општина каде што процентот е најмал и се трудиме на било каков начин, значи и со повикување на родителите да ги доведат децата на вакцинација, еве со некои брошури, еве со преку училиштата, меѓутоа, за жал ке кажам пак, дека така имаме малку помал успех во сето тоа. За морбили опфатот е мал поради тоа што не се информирани. Значи, тие немаат правилна информација. Секако се шират тие информации, тоа е дезинформации, дека вакцината предизвикува аутизам и заради тоа многу од нив чекаат за да детето прозбори, за да детето прооди. Меѓутоа, сите оние кои што ќе дојдат тука, ние им кажуваме дека имаме и случај дека детето е вакцинирано со вакцина за морбили, меѓутоа нема никакви проблеми. Меѓутоа има и дечиња кои што веќе направиле 4-5 годишна возраст, меѓутоа тие дечиња го имаат тој проблем. Така да не постои никаква поврзаност помеѓу вакцината морбили против морбили, рубеола и паротит, тоа е комбинирана вакцина и заради тоа апел. Значи, родители, ако сакате, дојдете, ќе поразговараме. Значи, ние сме тука кои што треба да објасниме што е всушност МРП вакцината, кога се прима и колкав е бенефитот од ова вакцина. Затоа што они имаат некоја информација, меѓутоа тоа се нивни меѓусебни некои разговори каде што сосема погрешно. Значи, луѓето кога ќе дојдат тие што сакаат да прашаат, значи кога ќе слушнат ние што ќе им кажеме, каква е болеста морбили, што се може да предизвика. Значи тие едноставно се наоѓаат во еден зачаран круг каде што сосема се изгубени од она што го слушнале и она што е вистината. Доктор Богоевска-Димитриевска смета дека е неопходна поголема информираност за оваа вакцина, преку информативни емисии, едукативни предавања, делење на брошури и флаери на терен, со цел родителите да ја имаат вистинската информација во врска со МРП вакцината, но и со несаканите последици од вирусната инфекција морбили, доколку заболеното дете не е навреме вакцинирано. Ова вакцинација МРП е против морбили, рубеола и паротит, а самата болест морбили тоа е вирусна инфекција која што предизвикува исип по телото, една капкова инфекција која што е со висока температура, со исип по целото тело, меѓутоа обично ги се јавува кај малите деца каде што отпорноста е мала и може да даде многу тешки компликации, може да даде воспаление на мозок, воспаление на бели дробови, воспаление на ушињата, воспаление на бубрезите, значи комплетно и да не кажам дека може да има фатален исход. Кога секој би размислувал правилно и кога би ги ставил на вага придобивките од МРП вакцинацијата и она што може да се случи доколку не го вакцинира своето дете, мислам дека потрезвено ќе размислува и дека ќе се приклони кон нашиот повик за да дојдат, да си ги вакцинираат, да бидат заштитени. Плюс тоа, вакцината МРП е како обавезна, како и сите други, за прием во градинки. Значи, сите деца треба да бидат вакцинирани, а знаеме ситуацијата каква е, мислам не сакам јас тоа да го коментирам, така да после тоа, ви кажав, се реперкуира во училиште, значи сите оние што не ги вакцинираат продолжуваат и во школо, така да со тоа се намалува и процентот на вакцинирање на школските дечиња. Првата доза од оваа вакцина се дава на деца на 13-месечна возраст, а втората во прво оделение. Од Здравствен дом Куманово ги повикаа родителите да ги вакцинираат децата.